Почитувани медиуми, почитувани граѓани, СДСМ продолжува да ја партизира полицијата, поставувајќи на функција кадри кои слепо ќе ги следат партиските нарачки на Зоран Заев и криминалниот картел на власт. Денешното именување на Сашо Тасевски за директор на Бирото за јавна безбедност е уште една скандалозна политичка одлука на СДСМ. Да се постави личното обезбедување на министерот Оливер Спасовски за прв човек на полицијата е деградирање на сите професионалци кои години наназад макотрпно ја граделе својата кариера во министерството и ги ризикувале собствените животи во борбата против криминалот и за заштита на безбедноста на граѓаните на нашата држава. Единствено нешто по кое што јавноста го памети Сашо Тасевски е неговото каубојско однесување во собранието кога на очиглед на целокупната јавност вперуваше оружје во граѓаните. Наместо да биде казнет затоа што постапи незаконски непрофесионално, Тасевски сега е награден, бидејќи слепо ги извршуваше партиските наредби и ја занемари дадената заклетва дека ќе ги почитува уставот и законите. Еве подсетување што вели Законот за собрание. Член 43 став 1 од Законот за собрание јасно предвидува дека, цитирам, одржувањето на редот во зградата на собранието и во просториите во кои работи собранието го обезбедува посебна служба. Лицата од посебната служба за одржување на редот во зградата на собранието на истакнатото место на облеката носи обележје на собранието на Република Македонија. Во ставот 3 од истиот член пишува дека, цитирам, носење оружје во зградата на собранието не е дозволено, освен за лицата овластени за одржување на редот во зградата на собранието на Република Македонија. Почитувани, законот е дециден, а Тасевски неговиот колега наместо да го почитуваат, одлучија да го прашаат Зоран Заев, цитирам, председателе, дали да пукам. За жал пука и постапија по наредба на цивилно лице, кое ниту ги познава законите, ниту го интересираат безбедносните стандарди и процедури кои што треба да ги почитуваат овластените лица. Ова веројатно е главната квалификација зошто својот телохранител Оливер Спасовски си го постави за директор на Бирото за јавна безбедност. Дали може би дополнителен аргумент за неговото именување на ова исклучително одговорна функција е тоа што заедно со министерот Оливер Спасовски одеше од врата на врата злоупотребувајќи службената положба за партиските активности на СДСМ. Со последната владина одлука Зоран Заев потврди дека нема намера да отстапи од поставувањето на лојални партиски кадри на чело на полицијата. Граѓаните видоа дека туроператорот Лазе Велковски бил на позиција само затоа што бил член и активист на СДСМ. Сега истото го гледам и со Тасевски. Почитувани, трагично е тоа што цената на ваквата катастрофална политизација на министерството на крајот ја плаќаат граѓаните со собствената безбедност и безбедноста на нивните блиски. МВР е во коалиција со криминалот и за само една година го претворија во туристичка агенција, а секојдневно медиумите се полни со убиства, рекет, насилства, запалени автомобили и било каков вид на криминал. Веќе никој не е безбеден на улица, бидејќи убици и насилници се шетаат слободно и продолжуваат да дивеат по улиците. Веќе нема дилеми зошто и после 10 месеци убиецот на младиот Мартин Јанушев е се уште на слобода. Партиските кадри на СДСМ не се борат, туку го штитат криминалот. Благодарам.